Štip, gradот под Исарот. По создавањето на кралството на србите, хрватите и словенците на 1 декември 1980 година, продолжила асимилаторската политика врз македонскиот народ и обидите на големосрпскиот режим за посрбување и промена на националната структура во Македонија. Создавањето на новата држава било дочекано со недоверба, не само во Штипскиот регион, туку и во цела Вардарска Македонија, која тие нарекувале Вардарска бановина или Јужна Србија. Целата територија на Македонија била поделена на 3 административни единици, во кои главниот збор го имале српските војни власти, како и просрпски ориентираното домицилно население. Со донесувањето на специјалните уредби биле укинати најелементарните човекови права и најбрутално се газело по достоинството на македонскиот народ. Според зацртаните стратегии од големосрпските хегемонистички центри и национал-шовинистите, меѓу кои најмногу се истакнувал Милан Недиќ, за србизација на Македонија биле доволни 25 години. Српската административна власт навистина вложила многу мерки во Штип и околината да изврши денационализација и асимилација на македонскиот народ. Овој огромен бирократски апарат презел низа мерки кои што навистина оставиле трајни последици во градот и во околината. Главната цел на српската власт била да ја разбие компактноста на македонскиот народ. Процентуално, македонскиот народ во Штип и околината бил во огромен процент. Значи, најголем процент од населението биле македонци по националност, имаме нешто турска, влашка националност, меѓутоа немаме срби. Мерките што српската власт ги превземала биле насочени токму во правец или да се претопи дел од македонскиот народ, да се асимилира, или ако тоа е неможно, да се разбие компактноста на населението токму со населување на овој огромен чиновнички апарат кој што требало да дојде од Стара Србија на територијата на градот Штип и околината. За остварување на оваа идеја им биле дозволени сите средства. Српскиот режим ја толерирал терористичката активност на Јован Бабунски, кој извршил голем број грабежи и убиства не само во Брегалничкиот, туку и во Тиквешкиот регион. Дури во 1919 година, злосторничката чета на Бабунски била растурена под притисок на јавното мислење и револтот на граѓаните од Штипско. Инаку, Јован Бабунски бил македонски војвода, кој учествувал во Илинденското востание, во Балканските војни, но кој се одметнува и прави активности со цел да се ова мега идеја на денационализација на македонскиот народ оствари. Овде ќе се врши невиден терор од страна на четите на Јован Бабунски и на домицилното население кое е во рамките на Сдруженијето на борба против бугарските бандити. Целокупната администрација во овој дел на Источна Македонија била предводена од срби, кои ги извршувале сите позначајни функции, а за главен, односно велики жупан, бил поставен Добрица Матковиќ. Со најистурените административни органи раководеле баталјонскиот подполковник Странаковиќ, а председател на општината бил Михајло Каламатиевиќ. Овие тројца ги нарачувале сите убиства и затворање на лицата кои според нив биле опасност по стабилноста на режимот. Во политичкиот живот на Штип во период меѓу двете светски војни делуваа повеќе политички партии, чија основна цел беше доваѓање на власт и занемирување на македонското прашање. Дел од нив беа Српската радикална партија, Демократската партија, Републиканската партија и Организацијата на муслиманите Химијет. Во таа бројка на колонисти имало од различна националност. Најмногу биле срби, меѓутоа имало црногорци, имало словенци, имало унгарци и од некои други националности. Во градот бил стациониран овој чиновнички апарат и тука бројката на население и тој сооднос на македонска и српска националност не бил многу променет. Македонскиот етнички елемент и натаму бил во бројност во сите години на српската власт до 1941 година. Меѓутоа, во дел од селата во околината на градот имаме создавање на големи колонистички населби кои што го разбиле привремено македонскиот етнички елемент.
На 7 септември 1919 година во Штип се одржало основачкото собрание на Комунистичката партија, која броела околу 20 на членови, меѓу кои Милан Алексиев, Методи Јанев, Коло Зулјамов, Милан Миладинов, Митко Филипов, Тодор Панајотов, Тодор Попандонов, Димитар Плешков и други. Оваа политичка структура на неколку пати била забранувана од српската власт и повторно возобновувана од незините членови. Комунистичката партија, иако имала своја листа на кандидати, не учествувала на изборите одржани на 22 август 1920 година, бидејќи македонците ги бойкотирале истите. На овие избори од вкупно 2327 гласачи од Штип гласале околу 500 лица, кои со сила биле донесени на гласачките места. Со донесувањето на обзнаната на и Видовинскиот устав од 29 декември 1920 година и Уставот од 1921 година, ситуацијата во Штип и Македонија значително се влошува. Огромен број на македонско население беше подложено на терор од страна на српските власти. Меѓу оние кои беа подложени на терор од страна на српските власти во овој дел на Македонија беше истакнатиот штипјанец Емануел Мане Чучков. Чучков представува една од значајна македонска историска личност во период меѓу двете светски војни, по вокација е географ, политичар, се занимава со физичка географија. После Втората светска војна е еден од подпредседателите на антифашистичкото собрање на Народното ослободување на Македонија, односно АСНО. Во времето на Народниот комитет на ослободувањето на Југославија беше повереник за земјоделие, а во првата влада на Федеративна Народна република Југославија беше министер за Македонија. Во период меѓу двете светски војни често пати беше затворен од страна на српските власти поради неговата дејност. Учествуваше во организирањето на структурата на Македонската младинска тајна организација, позната во историјата како ММТРО. Учествуваше во агитацијата на бојкот на изборите во кралството на србите, хрватите и словенците во 1922 година, при што беше и затворен. А во 1927 година беше еден од оние учесници во судскиот процес кој го водеа српските власти против скопските студенти од 1927 година. Во 1923 година Чучков учествувал во основањето на огранокот на Македонската младинска тајна револуционерна организација во Скопје. Во 24-та, за време на еден митинг во Штип, Чучков бил уапсен и затворен. Повторно бил затворен во 1927 година, како еден од обвинетите на Скопскиот студентски процес, но поради немање докази бил ослободен од обвинението. Во овој период на територијата на Штип и Штипско, како и во источниот и пиринскиот дел на Македонија, се повеќе се чувствувало влијанието на четите на ВМРО, предводени од Тодор Александров. Безбедносната состојба во градот Штип во овој период од 23 години, особено најмногу до 1934 година, била многу тешка. Во градот и околината автономистичката ВМРО на Тодор Александров вршела голем број на вооружени акции со комитски чети, меѓутоа и поединечни атентати врз представници на српската власт или на некои луѓе кои што организацијата ги посочила дека се предавници. Српските власти ќе распишат потерница по главата на Тодор Александров во висина од 100.000 динари со цел припадниците на македонскиот народ, сите оние кои сакаат да сработуваат со српската власт, да дадат некои сознанија за да водачот на ВМРО биде фатен и заробен. Формацијски четите биле составени од 20 до 30 борци, на чие чело се наоѓале војводи, меѓу кои се истакнували искусните револуционери и војводи и линденци: Ефрем Чучков, Панчо Михелов, Глигор Циклев, Славе Иванов, Мите Соколарски и други. Четите на ВМРО главно беа стационирани во Кюстенделската област, меѓутоа нивната насока на движење беше и Кратово Штип. Српските власти беа запознаени со действувањето на четите, при што презема и разни активности со цел нивно спречување, односно неутрализирање. Воопшто не било признаено постоење на македонска националност. Македонците во градот и околината биле прогласени дека се срби по националност, а тие кои што покажувале поинакви тенденции биле означувани дека се во наводници така наречени бугараши. Тоа особено се однесувало на членовите на внатрешната македонска револуционерна организација и сите кои што биле антисрпски ориентирани. Во текот на пролетта 1920 година
Тодор Александров подолго време престојувал и действувал на територијата на Источна Македонија, со цел да се подигне нивото на организираност и осамостојување на четите. Тој упатил писмо до раководителите на револуционерните чети во Штипско, во кое меѓу другото пишува: "Иако српската власт прави обиди да го посрби македонското население, Македонија ќе биде слободна." Според него, Централниот комитет на ВМРО располагал со податоци дека српската војска и потера, каде и да поминувале, носеле терор и страф, поради што населението било принудено да соработува со власта. На тој начин тие станувале предавници на македонскиот народ. Од тие причини комитетот им предложил на раководителите на револуционерните чети и групи во Штип да преземат мерки за да ги спречат овие штети и да го отстранат стравот кај народот, да го подигнат моралниот дух на борците и со зборови и примери да всадат верба за негово скоро ослободување. Една од мерките кои требало да се преземат била: доколку меѓу населението има некој кој е под сомнение дека е склон на предавство, да се опомене, и ако се повтори, и ако се потврди дека и понатаму продолжува, во тој случај во согласност со законот да се ликвидира. На теророт што го правеле српските окупациони сили, четите на ВМРО одговарале со терор. Една од таквите активности била и акцијата во село Кадрифаково. Во поглед на вооружените комитски акции, тука треба да се спомене случајот со нападот на колонистичката населба Кадрифаково, тоа е Штипско село, каде што чети на организацијата убиле неколку десетици српски колонисти и оставиле писмо подпишено лично од Тодор Александров, со кое што им наредувале на српските колонисти да се повлечат од ова село, за секогаш да заминат од таму, затоа што ако тоа не се случило, нели ќе ги снајдела истата судбина како и тие што биле убиени во јануари 1923 година. Ова не било само одговор на злосторствата на српските власти, туку и на се поголемите активности кои кралството СХС ги преземало во правец на колонизирање на Македонија со давање на земја, пасиште и куќи на семејствата кои доаѓале од другите краеви на кралството на србите, хрватите и словенците. Со цел да се спротивстават на активностите на четите на ВМРО, српските власти во Штип и Штипско ги реализирале своите закани преку Добрица Матковиќ, кој бил назначен за голем жупан во јануари 1923 година. Под негово раководство се случил масакрот во село Гарван, каде што полковникот Радиќ, употребувајќи артилериско оружје, убил 28 недолжни селани, кои претходно биле одведени надвор од селото. Едни терористички активности произведуваат, односно раѓаат други терористички активности. На таквите активности од страна на ВМРО, србите ќе одговорат со еден невиден злостор во селото Гарван, Радовишко, каде што полковник Радиќ ќе масакрира голем дел од ова население. Со убиството на Александар Стамболиски и доаѓањето на Цанков на чело на бугарската влада, ситуацијата во Штип значително се влошила, што предизвикало и формацијски промени во действувањето на четите на ВМРО. Имено тие биле заменети со познатите тројки, кои вршеле поединечни атентати и диверзии во источниот дел на Македонија. Меѓу првите активности бил и атентатот на Стојан Мишев, соработник на српската окупаторска власт, а претходно и близок соработник на Тодор Александров. Во 1924 година бил убиен Стојан Мишев, човек кој што излегол од редовите на ВМРО, а бил осуден на смртна казна токму од организацијата и повторно од атентатор на ВМРО. Акцијата ја извел Кирил Глигоров Келешот, кој работел како келнер во Савин хотел, каде што чест гостин бил и Стојан Мишев. Стојан Мишев во тоа време живеел во куќата на Гочеви, која била една од поголемите во градот. Околу 12 часот напладне, на 30 декември, атентаторот Глигоров го застрелал Мишев точно пред прагот на неговата куќа и успеал да избега од градот, стигнувајќи речиси до границата со Бугарија. На 8 јануари 1925 година, поминувајќи ни селото Костиндол, Кочанско, Глигоров бил забележан и предаден од некој селанец. Судскиот процес против Кирил Глигоров Келешов започнал на 25 мај 1925 година.
Бидејќи имал само 20 години и според српските закони се сметал за малолетен, се очекувало да не му се изрече смртна пресуда. Но и покрај тоа, на инсистирање на местните српски власти од градот, бил осуден на смрт. Така, из утрината на 30. август 1925 година, Кирил Глигоров Келешов со камион бил однесен надвор од градот и стрелан. На неговата екзекуција присуствувале и председателот на Сдруженијето за борба против бугарските бандити Михајло Каламатиев и сопругата на убиениот Стојан Мишев. По атентатот на Стојан Мишев, српските власти презеле разни активности, при што голем број штипјани биле малтретирани, затворани и осудени на повеќе годишни затворски казни. Некои од нив, меѓу кои Славка Кукушова, умреле во истражниот затвор. Српските власти во Штип формирале повеќе здруженија и организации, чија главна цел била реализација на стратегијата за денационализација на македонскиот народ. Еден од предводниците на ваквите активности на кралскиот режим бил Михајло Ковачевиќ. Тој како поручник учествувал во убиството на Александар Обреновиќ и неговата сопруга Драга Машин. Ковачевиќ активно учествувал во регрутирањето на 2000 македонци од Брегалничката област, од кои бил формиран Брегалничкиот пешадиски полк, а во 1922 година станал командант на пешадиската дивизија со седиште во Штип. На 1 ноември 1925 година го добил чинот бригаден генерал. Тој бил основач на друштвото Коло на српските сестри, а формирал и пчеларско друштво. Активно работел на анимирање на населението, кое се занимавало со земјоделство и спорт, а доделувал и стипендии на многу млади штипјани за да го продолжат своето образование во некои од српските високи школи. Сето ова било во функција на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Поради тоа, Централниот комитет на ВМРО Автономистичка донел одлука за негова ликвидација. Најеклатантен пример на атентат превземен од организацијата бил атентатот извршен во октомври 1927 година врз српскиот бригаден генерал Михајло Ковачевиќ. Тој бил убиен среде градот Штип од атентатори на организацијата, тоа е атентаторската тројка Благој Кралев, Ипокрит Развигоров и Илија Лилинков. Тие побегнале во правецот на планината Плачковица по вооружените пресметки што ги имале со полицијата, се самоубиле, додека третиот атентатор бил фатен и осуден на смрт. Атентатот врз бригадниот генерал Михајло Ковачевиќ во Штип се заканувал да предизвика избувнување на војна помеѓу кралството на СХС и Бугарија. Границата во делот кон Македонија после овој атентат била целосно затворена. Не било дозволувано никој да ја минува границата. Двете држави се обвинувале дека сносат одговорност за атентатот врз генералот Михајло Ковачевиќ во градот Штип. Меѓутоа, во суштина вистината е таа дека бугарската држава немала никаква контрола врз ВМРО на нејзината територија и атентатори токму од бугарска територија преминале во градот Штип и го извршиле атентатот врз генералот Михајло Ковачевиќ. Генералот е убиен со 3 истрели, од кои 2 во глава и 1 во телото, и тој ќе почине на самото место. По убиството на генералот во Штип ќе настане голема политичка акција, преку која ќе бидат уапсени голем број на штипјани, градот ќе биде затворен од страна на повеќе бројна полициска сила и жандармерија. На 16 март 1928 година, Штипскиот првостепен суд донел одлука со која Благоја Кралев, Коле Дели Петровиќ и Панче Бардаровиќ биле осудени на смрт. Илија Велковиќ бил осуден на 28 години затвор, Станил Доминик на 13, Ангел Стаменковиќ, Васил Гранков и Јатанас Рашковиќ на 12, Кочо Рушковиќ на 5 години, а Јана Донева на 4 месеци. Како резултат на ова убиство, биле убиени таткото и братот на Ванчо Михелов, Миши и Христо Гаврилови. Теророт на српските власти не престанал со убиствата на недолжни штипјани и затворање на видни граѓани. Тие посегнале и по животите на младите штипски интелектуалци, а во затвор завршиле сите оние кои биле членови или имале какви било контакти со ВМРО. Еден од нив бил и Кирил Караджа, студент на Ликовната академија во Загреб.
Тој во своите сведоштва зборува за тешката физичка и психичка тортура што била спроведувана врз него и врз другите студенти за време на судскиот процес во 1927 година во Скопје. Освен Кирил Караджа, биле затворени и Мане Мануел Чучков, Тодор Гичев, Благој Монев, Ристо Аджикимов и Тодор Христов Успрцот. На овие затворања и убиства, организацијата одговорила со атентат извршен врз еден од најстакнатите просрпско ориентирани штипјани, Мијалче Каламатија. Во Штип и Штипско секојдневно никнувале нови жандарски станици и се зголемувал бројот на жандармски единици. На 9 септември 1922 година било формирано Здружение против бугарски бандити, во кое главно членувале штипјани кои биле во функција на српскиот хегемонизам и неговата асимилаторска политика. Тие формирале своја милиција со цел да се спротивстават на четите на ВМРО. Здружењето на борба против бугарски бандити е здружение кое имало формацијско оружје, односно секој припадник имал пиштол и пушка и за неговата активност добивал месечна парична надокнада. Од овој период позната е изреката Каламатија ќе плати. Тоа е изрека која ја употребувале често припадниците на оваа паравојна формација, кога од дуќаните, од кафеаните земале продукти за своја намена, а кога од нив е побарано да ја платат цената за продуктите, односно услугата, тие вереле дека Каламатија ќе плати. Тоа не ги спречувало членовите на организацијата да извршат атентат на Илија Хадживасков. Тој бил убиен во октомври 1922 година од Јошо Ѓуров, додека се обидувал да му наточи вино во својата визба. На 18 март 1923 година се одржале вторите избори во кралството на србите, хрватите и словенците. За кандидат на Републиканската партија на Јаша Путановиќ од Штип бил предложен доктор Тошанов. Откако српските власти дознале дека комунистите во Брегалничката околија подготвувале своји листи, со судски налог нивните кандидати и подносители биле задржани во затвор, пошто овие ги бойкотирали изборите. Следната година, на 8 февруари, на кандидатската листа на Радикалната партија се нашол Владимир Пуздерлиев. Во градот постоели делувале повеќе организации со интернационална и комунистичка провиниенција. Тие преземале активности во насока на формирање на синдикални и комунистички организации за подобрување на работничките права и приклучување кон комунистичката интернационала. Една од позначајните активности кои биле преземени во овој период била и прославата на 1 мај 1924 година во Штип, организирана од страна на синдикатот. Во младинската организација на Југославија, која во Штипско функционирала од есента 1924 година, членувале 40 занаетчии и работници. На конференцијата која се одржала по повод формирањето на ВМРО Обединета во Велес, есента 1925 година, учествувале вкупно 20 делегати од Скопје, Куманово, Прилеп, Струмица, Делчево и Штип. На оваа конференција од Штип присуствувале Димче Зогравски, Пано Гудинаков, Црн Пано и Илија Војнов. Како резултат на нивните активности, во 1926 година, во Штип се формирала организациона единица на ВМРО Обединета, во која членувале Милан Поповски, Славко Кангалов, Јордан Иджекаров, Никола Бумбаров, Крум Ефремов и други. Во 1926 година, членовите на ВМРО Обединета учествувале во демонстрациите против диктаторскиот режим на СХС и нивните експоненти Матковиќ и Каламатија. Гимназијата во Штип продолжила со работа и за време на Првата светска војна. Наставата се одвивала на бугарски јазик. И за време на бугарската управа во Штип, училиштата били исклучително значајно средство за асимилација на македонското население. Во образовниот систем во градот, како и во другите градови на Македонија, биле воведени задолжително како предмети бугарска историја, бугарска географија, изучување на бугарскиот јазик. Нормално во наставните програми по бугарска историја учениците во градот
Штип и околината изучувале содржини според кои што се случило некакво наводно ослободување на Македонија од страна на бугарската власт. Понатаму, речиси, сите делови од македонската историја биле прикажани како наводни делови од бугарската историја и од периодот на царот Самуил до преродбенството, создавањето на македонското револуционерно движење и ВМРО. Сите тие делови од македонската историја бугарскиот образовен систем ги прогласил за наводни делови од бугарската историја. За таа цел во Штип биле отворени Штипската неполна гимназија, основните училишта Свети Архангел Михаел во Горно Мало и Свети Кирил и Методи, во кои биле сместени и прогимназиските паралелки, и Света Богородица во Новосело. Ситуацијата во која се наоѓале учениците во овој период, мощне сликовито ја опишал доктор Александар Апостолов. Се случувало да учениците од Штип и Штипско, кои ја започнале наставата на бугарски јазик пред Балканските војни, по поделбата на Македонија во учебната 1913-14 година и следната 1914-15 година ја продолжиле на српски јазик и пак на бугарски, за потоа да се повтори и продолжи на српски јазик. По присоединувањето на Штип кон кралството на србите, хрватите и словенците, школството добило една сосема нова димензија. Економскиот подем на градот и изголемувањето на бројот на населението го потикнали и развојот на образованието во Штип, кој дотогаш бил град познат по својата богата училишна традиција. Гимназијата во Штип започнала со работа на 17 декември 1918 година, но како нижа со 4 класи. Меѓутоа, за кратко време се увидело дека таа не може да ги задоволи потребите на учениците, па затоа на иницијатива на граѓаните, кои што имале голема желба нивните ученици да се школуваат, директорот на гимназијата однел писмо на 15 јули 1919 година до Министерството за просвета во Белград, во кое ги објаснил целите и значењето за отварање на една полна гимназија. Тој во меѓу другото во писмото напомнал дека моментално во Штипската гимназија се школуваат 57 ученика кои немаат услови да продолжат со своето школување, затоа што за тоа нема услови, односно не постојат повисоки класови. Исто така во писмото тој напомнал дека од големо политичко значење е и тоа дека со отварањето на оваа полна гимназија ќе се соберат сите ученици од околните места и така полесно ќе се вметне српскиот јазик, а ќе се избегне секаква туѓа пропаганда. Слично писмо, но далеку помотивирано, испратил и началникот на Брегалничкиот округ, кој овде ги навел политичките аспекти за отварање на една полна гимназија. Тој меѓу другото истигнал: тоа веќе е позната работа и е наш национален долг. Овие иницијативи вродиле со плод, па така на 28 август 1920 година Штипската гимназија добила 7 и 8 клас. Со указот пак на неговото височество, престолонаследникот Александар, од 17 септември 1920 година, Штипската гимназија прераснала во полна. Почетокот на работата на Штипската гимназија бил одбележан со свечена прослава на 27 јануари 1921 година. Откога била донесена одлука за отварање на оваа полна гимназија, се јавил просторниот проблем. Бидејќи во наставата требало да учествуваат 10 класа, со просторот бил решен на следниот начин. 4 одделенија биле привремено сместени во основното училиште во Новосело, а додека останатите одделенија биле сместени во старата гимназија која некогаш била користена за изведување на турска верска настава. Предлогот ТОВ број 8 од 11 јули 1921 година сведочи за тоа дека за потребите на гимназијата биле отстапени просториите во кои дотогаш била сместена англиската мисија, а кои се наоѓале до самата зграда на гимназијата, во истиот двор. За запишување било потребно да се положи приемен испит, а се плаќале и доста високи такси, што родителите на сиромашните деца не можеле да си ги дозволат. На учениците кои имале 4 слаби оценки, не им било дозволено да го продолжат своето образование. По завршувањето на 3 клас гимназија се полагал полуматурски испит, а по завршувањето на 8 клас голема матура.
Од главните класни книги за учениците од учебната 1920-21 може да се заклучи дека гимназијата имала комплетен наставен кадар. За полагање на завршниот матурски испит бил формиран и посебен испитен одбор предводен од Петар Павловиќ, министерски пратеник од Белград. Во 1927 година во Штипската гимназија настанале одредени промени во наставниот кадар и тоа од политички причини. Најкарактеристичен е примерот со Славко Нетков, за кој директорот Арсенијевиќ сметал дека бил неподобен за таа средина, бидејќи не завршил средно српско училиште, туку бугарско. На 13 октомври 27 директорот го известил Министерството за просвета во Белград дека од 8 октомври истата година Славко Нетков бил ставен во притвор и бил под кривична истрага. Наставничкиот кадар по своите квалификации во најголем број не ги задоволувал критериумите поставени со Законот за средните училишта. Во оценките на работата на наставничкиот кадар за оваа година било констатирано дека националното воспитување се изведувало на многу ниско ниво и се барало измена и дополнување на истиот. Во рамките на гимназијата биле активни и повеќе организации, меѓу кои Друштвото на трезвени младинци Среќа, Подмладокот на Јадранска стража, Подмладокот на Црвен крст и други. Во гимназијата биле одбележувани различни јубилеи на Кралството Југославија. Учениците учествувале на прославата по повод одбележувањето на годишнината од Бергалничката битка, а биле приредувани и различни концерти. По убиството на кралот Александар I во Марсеј 1934 година, наставниците и учениците одржале концерти и комеморативна седница на која се глорифицирал ликот и делото на кралот. Учениците од највисоките класови во учебната 1939-40 година биле предпоследна генерација матуранти на Штипската гимназија, односно втора од нејзиното работење како полна. Во оваа година запишани биле 409 ученици, од кои 7 клас посетувале 35 ученици, а 8 клас 30 ученици. 7-миот клас воедно бил и последна генерација матуранти, бидејќи нападот на Германија значел и крај на работата на Штипската гимназија. Појавата на театарската активност во Штип меѓу двете светски војни не била ниту случајна, ниту спонтана појава, туку детерминирана од културно-историското милје. Театарскиот живот во Штип започнал во 1923 година. Театарскиот живот се одвива во хотелите, во салите на хотелите. Меѓутоа, во 1935 година се гради нова сала како Соколски дом. Тај Соколски дом функционира како таков се до 1944 година. После тоа, од 1945 година, веќе е пренаменен во театар. И од тогај во Штип се го носи името Народен театар. Носители на културната активност во ова време биле професорите, наставниците и учениците од гимназијата. Благородна Бурева, сеќавајќи се на ова време, вели: на почетокот меѓу првите аматери бевме јас, Мане Чучков, Благој Монев, Никола Нетка, Станка Зигова, Тодор Мировски, Ленче Гочева и други. Со каков интензитет работел Народниот театар, најдобро потврдува податокот дека до крајот на октомври 1923 година биле реализирани следниве драмски творби: Гроф Мишка од Дефлер, Лилјан и Кир Јања од Хафнер и други. Носители на главните улоги биле артистите Иво Суиќ, Даница Будимировиќ, Божа Митровиќ, Роза Којзаклиева и Елена Парнаџиева. Нешто подоцна во 1925 година била изведена и драмата Маруша на Васил Хаджикимов. Драмите Маруша и Македонка се од голема важност за македонската драмска литература, затоа што 4 години пред појавата на Ленче Кумановче биле изведени во Штипскиот театар и тоа на македонски јазик на штипски дијалект. Кога се зборува за театарскиот живот во Штип, во непосредна врска треба да се спомне и музичкиот живот во Штип. Така да во управникот на театарот со писмо од 20 февруара 1925 година му пишува писмо на министерот за просвета и во него, меѓу другото,
пишува: "Ве молиме да не одобрете кредит за набавка на клавир." А во истото писмо стое по можност да се премести учител по музичко воспитување од Гевгелија во Штип. Тој се слага да биде преместен во Штип. Во тоа време Сергиј Михајлов се слага да дојде во Штип. Он е назначен за професор по музичко воспитување во Штипската гимназија. Со доаѓањето на Сергиј Михајлов почнува поинаков културен живот во Штип, се мисли на музичкиот живот. Голем допринос за развиток на културно-забавниот живот во нашиот град ќе биде формирањето на хорското друштво Единство, односно Единство на македонски јазик. Според искажувањата на Панче Мировски, еден од најстакнатите членови на ова друштво, тоа било формирано некаде околу 1924-1925 година. Својот прв јавен настап овој хор ќе го има за време на одржувањето на првата опера во Штип, воедно и тоа е одржување на прва опера во Македонија, операта Палјачи од италијанскиот композитор Руџеро Леонкавало, одржана значи во Штип, во салата на хотелот Гранд на 29 август 1925 година. Како диригент на хорот при одржувањето на операта се јавува Сергиј Михајлов, а Славко Нетков, кој бил прв диригент на овој хор, ја играл една од водечките улоги во самата опера Палјачи. Народниот театар во Штип имал и театарски оркестар, кој бил составен од граѓани и ученици од гимназијата, а со него раководел Никола Ќулумов, угледен граѓанин на Штип. Во 1930 година во склопот на гимназијата бил отворен нов ученички дом или ученички дом Крал Александар I. Отварањето на овој дом бил приватна иницијатива од страна на епископот Злетовско-Струмички Вењамин и генералот Стево Радовановиќ. Значајна улога во ширење на културно-просветните активности во Штип и Штипско меѓу двете светски војни имала и ученичката дружина Напредок, која била формирана на иницијатива на учениците од повисоките класови на Штипската гимназија. Тогаш како негов раководител се споменува професорот по српски јазик во Штипската гимназија Драгослав Илич. Која била задачата во функционирањето на ово ученичко друштво. Неговите форми и содржини на неговото дејствување биле во склад со тогашната српска актуелна политика, значи изучување на српскиот јазик, култура, историја. Меѓутоа, функционирањето на ова ученичко друштво има многу големо историско значење, затоа што во годините пред почетокот на Втората светска војна, негови членови ќе станат многу истакнати личности од македонската историја. Јас овде би ги споменала двајцата народни херои од Штип, Славчо Стојменски и Иванчо Прке, како и првоборецот Тошо Арслов, Асан Керим и други видни личности кои што ќе остават траен белег во подоцнежните години во текот на Втората светска војна. Иако врз работата на оваа дружина влијаела и политиката и се настојувало да им се даде поголемо значење и поголема застапеност на српскиот јазик и книжевност, со текот на времето, со активноста на неговите членови, како и на многу други напредни младинци, оваа литературна дружина добила прогресивен карактер. Во неа се повеќе се вклучувале ученици кои биле на линијата на напредното движење. Голем дел од членовите на оваа дружина подготвено ги дочекале сите бурни историски настани кои следувале и активно се вклучиле во одбраната на слободата на Македонија и на македонскиот народ. Покрај големите достигнувања на театарот и операта, големо влијание врз културно-забавниот живот во Штип имале и други друштва, меѓу кои и хорското друштво, тамбурашкиот оркестар и други. Покрај овој хор, во периодот помеѓу двете светски војни, во градот Штип постоел и црковен хор, кој се викал Брегалница. Тој бил мешовит хор, значи машко-женски хор. Бил исклучиво користен за потребите на богослужбата во црквите. Меѓутоа, од пишаните документи дознаваме дека имал и два концерти одржани пред граѓаните на Штип.
Исто така би сакала да го споменам функционирањето на тамбурашкиот оркестар, кој исто се викал Напредок. Неговите членови биле навистина големи ентузијасти, бидејќи и покрај тоа што не постоеле основни елементарни услови за нивно вежбање, значи функционирање, се собирале во своите куќи, домови, се со цел да го одржат функционирањето на тамбурашкиот оркестар. Отворањето на првото кино во Штип внело еден нов дух и разнообразност во културното живење на граѓаните. Иако не постојат официјални податоци за почетоците на седмата уметност во Штип, сепак тие се врзуваат некаде за 1920 година, кога хотелиерот Сава Тодоровиќ испратил барање до Министерството за трговија и индустрија, во кое моли да се одобри отворање на киносала во Штип. Во писмото тој барал да му се одобри да отвори киносала за прикажување филмови со апарат во Гранд Хотел, како и погон на нафта и динамо машина, бидејќи во тоа време во Штип немало електрична струја. Во 1927 година, на голема радост на граѓаните на градот Штип, блеснала и првата светилка во градот. Сликите на платно станале многу посветли, а музичките ефекти многу појасни. Првото осветлување го добил хотелот Српски крал, а подоцна и хотелот Југословенска круна, на местото каде што денес се наоѓа хотелот Астибо. Меѓу останатите институции кои го збогатувале културно-просветниот живот на граѓаните на Штип, бил и Народниот универзитет. Тој организирал актуелни предавања од најразличен карактер, а особено од областа на народното просветување, и тоа не само во градот, туку и во селата. За отворањето на Народниот универзитет. Имаме пишени документи дека во текот на 1930 година овој универзитет организирал 27 аналфабетски курсеви за описменување, значи, на лицата. Поминале низ него околу 853 ученика на возраст од 10 до 25 години. Во Штип во периодот помеѓу двете светски војни започнува да функционира градската библиотека и читалната. Во главно тоа било место каде што се собирале и помлади и постари, се читале книги, списанија, дури се играло и шах, значи во тие објекти. 1935 година во Штип е отворен клуб на пријателите на Франција, така се викал, кој подоцна е променет во Друштво на пријателите на Франција со цел да се зајакне пријателството помеѓу францускиот и македонскиот народ кој се стекнало уште за време на Првата светска војна. Во Штип и Штипско делувале и хуманитарните друштва, Коло на српските сестри и Књегиња Зорка. Хуманитарното друштво Коло на српските сестри било обновено на 7 јуни 1925 година. Покрај хуманитарните активности, преку ова друштво се вршело и влијание за денационализација на македонското население. За разлика од него, хуманитарното друштво Књегиња Зорка, кое било формирано на 13 јануари 1929 година, според формите и содржините на своите активности, имало исклучиво хуманитарен карактер. Зачетоците на физичката култура во Штип и Штипско се врзуваат за самиот крај на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Од 1915 до 1918 година во Штип постоела организацијата Јунак, а по доаѓањето на србите во 1919 година се формирало гимназиското спортско друштво Сокол. Спортските активности во градот продолжуваат и во после 1919 година. Србите отвараат спортско друштво, гимнастичко друштво кое се викало Сокол. Ова друштво вежбале претежно гимнастика и најмногу имале јавни настапи пред граѓаните на Штип. Би забележала, тоа се случувало обично за поголеми празници, како што бил празникот Ѓурѓовден, кога граѓаните на Штип оделе на излетничкото место Каваклија, значи тука во близина на Штип, и таму организирале овие соколите забава, значи вежбале пред граѓаните кои се наоѓале таму. Би сакала да исто издвојам дека овие соколите штипските соколи учествувале и на меѓународни гимнастички слетови. Првиот е во Софија на кој учествувале, одржан од 12 до 15 јули 1935 година и слетот во Прага.
односно првиот фудбал Пошто и младите дошли на идеја тука да дојдат и прв пат да почнат да играат фудбал. Но знаете што се случило? Сите против топката. Ја ставиле топката испред себе и ја шутирале, па кој во топка, кој во камен и стигнале некако во судлакот. Тоа се брзо чуло во Штип како младите играат фудбал, но сите против топката. И сега, еден офицер кој бил во Првата световна војна во Франција, ветил дека ќе дојде и да им покаже како се игра фудбал. И сега побарале равна површина. Па пронашле во црквата во Ново село, тоа е многу тесен простор, релативно мал, и им рекол дека треба да бидат едните од едната страна, другите од другата страна и кој како ја шутира топката да ја помине одредена линија таму. И тоа било толку многу за нив напорно, сите биле полегнати по плочите, а еден мој близок роднина дури и добил запалење на плочата. И тоа била крај на неговата фудбалска кариера. Фудбалот во Штип во 23 година. Штип се наметнала и потребата од постоење на фудбалско игралиште. Централното фудбалско игралиште во Штип била рамнината на местото Белобрдо, која се користела за оваа намена дури и 10 години по ослободувањето на Штип, односно се до изградбата на модерниот стадион до реката Брегалница. Во 1931 година неколкумина штипјани, Трајко Кошевалиски, Перо Сарев, Лазо Каламатиев и Миле Ефтимов, заминале на 6-месечен семинар во Марибор, за да се запознаат со тајните на тогаш се уште новата американска игра баскетбол или кошарка. Оттаму ја донела и првата топка за оваа игра, која побудила голем интерес меѓу штипјаните. По нивното враќање во Штип, веќе во 1932 година се одиграл и првиот надпревар помеѓу мајсторите, тоест оние кои кошарката изучувале во Марибор, со така наречените калфи, кои биле подучувани од мајсторите. По овој надпревар, кој не е забележан во историјата на македонската кошарка, бидејќи за почеток на овој спорт се зема периодот по Втората светска војна, кошарката во Штип се игра без прекин до денес, повеќе од 8 децении. До почетокот на Втората светска војна, населението на Штип ја делело истата судбина со целиот македонски народ во поделена Македонија. Штип бил важен административен центар во јужниот дел на кралството Југославија. Во градот во голем број биле стационирани кралската војска и жандармерија, со цел да го држат во покорност населението познато низ историјата по својот немирен и непокорлив дух. Повојниот преврат изведен на 27 март 1941 година, кралството Југославија било оставено на немилост на моќниот германски завојувач.
Во утринските часови на 6 април 1941 година, германската војска извршила бомбардирање на сите поголеми градови на Југославија. Истиот ден на територијата на Југославија, од сите страни започнале да навлегуваат германски трупи. Штип како еден од поголемите градови во Македонија не бил поштеден од германските бомбардери. Па по завршувањето на бомбардирањето на 7 април 1941 година во Штип влегла 73-та пешадиска дивизија од германската војска. Мал отпор пружила брегалничката дивизија на кралската војска на Југославија, меѓутоа за кратко време таа била разбиена. Веднаш потоа Хитлер ја издал наредбата 26, со која се дозволувало на бугарската армија да навлезе на територијата на Југославија, односно на територијата на Македонија. Врз основа на оваа наредба, на 18 април 1941 година во Македонија влегуваат бугарските војски. Целокупната администрација била воспоставена на 26 април 1941 година. Комунистичката партија на Југославија за Македонија во јуни 1941 година формирала местен комитет во кој влегле Киро Кукушев, Љупчо Арсов, Васил Дугаджиски, Ванчо Праќе и Ленча Арсова. Веднаш потоа биле формирани и скоевски организации во гимназијата во Штип, со што влегле повеќе младинци кои го помагале местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Комитетот веднаш започнал со подготовки за создавање на партизански одред во Штип, што била и негова главна задача. Ова били исклучително тешки времења за овие млади луѓе, особено по доаѓањето на озлогласениот бугарски полициски агент Мане Мачков. По неколку неуспешни обиди, на 19 мај 1943 година бил формиран штипскиот партизански одред Гоце Делчев. Но само неколку дена по формирањето, на 21 мај 1943 година, одредот бил откриен и разбиен од страна на бугарските полициски сили, при што загинале Ванчо Праќе, Тошо Арсов, Митко Цецов, Никола Нехтенин, Ванчо Китанов и Александар Митрев. Голем број истакнати личности од Штип и Штипско земале активно учество во процесите и настаните кои се од големо значење за развојот на народно-ослободителната војна во Македонија во периодот од 1943-44 година, за формирањето на Демократска федерална Македонија, како и за конституирањето и изградбата на народната власт од 1944 до 1946 година. Меѓу нив најзначајна улога имале командантот на македонската војска, генерал Михајло Апостолски, првиот подпредседател на АСНОМ и прв министер во првата влада на ФНРЈ, Емануел Чучков, и секретарот на АСНОМ, Киро Глигоров, подоцна и прв председател на самостојна и независна Република Македонија. На 18 август 1943 година е формирана Македонската народно-ослободителна војска. Начело на оваа војска стои генералот Михајло Апостолски, роден штипјанец, се школувал во Штип и Белград, а Втората светска војна го затекнува како генерал-штабен мајор во редовите на кралската војска во Љубљана. На ослободените територии во Македонија веќе започнува да се организира свикувањето на првото заседание на АСНОМ. Во мај 1944 година Методи Андонов Ченто, Кирил Петрушев и Емануел Чучков заминале за Вис на средба со Народниот комитет за ослободување на Југославија, начело со Јосип Броз Тито. На состанокот со Националниот комитет, кој се одржал на 24 јуни 1944 година, Емануел Чучков говорел за развојот на народно-ослободителната војна во Македонија, која требало да се круниса со одржување на првото заседание на АСНОМ. При тоа Чучков ги изнел и идеалите на македонскиот народ и неговото верување дека во заедничката борба ќе ги оствари своите национални права и ќе се обедини. На 2 август 1944 година било одржано првото заседание на АСНОМ, на кое за председател бил избран Методи Андонов Ченто, за подпредседател бил избран Емануел Чучков од Штип, а за секретар е именуван Киро Глигоров, исто така од Штип. Непосредно по конституирањето на македонската држава,
Президиумот на АСНОМ на седницата од 6 август 1944 година ја направил првата административно-територијална поделба на Македонија. Федерална Македонија била поделена на 4 области. Штип влегол во третата административна област, што ги опфаќала градовите Струмица, Кочани, Делчево, Берово, Радовиш, Валандово, Дојран и Гевгелија. По одржувањето на првото заседание на АСНОМ, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија ги започнале завршните операции за нејзино ослободување. На 8 ноември 1944 единиците на НОВ го ослободиле градот Штип.